Професор, ќе деновиве разговараме за тоа како се однесува системот во поглед на ранливите, на најранливите категории на граѓанки и граѓани, особено во делот на извршување на одредени санкции или наплати од страна на банки или други доверители, даватели на услуги на граѓанките и граѓаните. Кој е вашиот коментар за тоа? Дали граѓанките и граѓаните се заштитени од самоволието на банките, од самоволието на оние кои сакаат да наплатат одредени добра или услуги? Значи, она што најмногу загрижува во моментот е отсуството на свест на државата и на владеачките структури и на државните институции за нивната заштитна улога, која што ја имаат во однос на граѓаните и во однос на она што представува остварување на нивните елементарни права и слободи. Нашата држава е дефинирана како социјална држава. Тоа подразбира уставно гарантирана посебна грижа за сите оние кои што од најразлични причини се доведени во ситуација било да немаат доволно средства за екзистенција, било да не можат да ги исплатат оние обврски кои што им доспеале, односно што треба да го направат. Наместо државата да најде законски, институционални или практични решенија со кои што ќе го адресира проблемот, односно со кои што ќе ги олесни овие обврски за граѓаните, ќе ги намали сите непотребни давачки кои што го надминуваат долгот кој што го имаат, односно ќе обезбеди отсуство на блокирање на нивните сметки, со што се загрозува дефинитивно и нивната екзистенција. Државата продолжува всушност да го следи патот кој што беше воспоставен од претходната власт, пат кој што значи приватизација на извршувањето, отсуство на било каква елементарна контрола врз извршувањето и пренесување на товарот на гонењето на неправното извршување на страна на самите граѓани. Сето тоа придонесува всушност да се создаде впечаток дека ништо не се променило, дека едноставно само продолжуваат на истоветен начин да функционираат институциите и понатаму продолжуваат истите изговори, дека тоа не е нивна работа, дека е тоа одговорност на друго министерство и оној најновиот кој што го имаме во моментов, ќе направиме комисија, ќе ги испита работите и потоа ќе направиме нешто. Значи, ова е еден приоритетен момент. Значи, на луѓето им е загрозена екзистенцијата. На луѓето многу често им е загрозена екзистенцијата заради противправното делување и на извршителите и на други структури кои што би требале да бидат под надзор и под контрола на власт, меѓутоа властодржецот не наоѓа за сходно да го издигне на ниво на приоритет и да ги превземе потребните мерки. Дали можноста луѓето да ги обжалат одредени решенија во овие постапки дава доволно слобода, доволно можности за оштетените да се одбранат од една ваква атака на нивната екзистенција? Значи, од неколку причини тоа не е доволно. Прво, постои соодветна спрега меѓу нотарите и извршителите и едноставно граѓаните не се известени навремено дека имаат одреден долг и дека тој долг веќе влегол во процедура во која што ќе треба да го исплатат. И автоматски тука почнува да се билда долгот, односно почнуваат да се билдаат како камати, така и долгови кон нотарите, односно извршителите. Вториот елемент е дека станува збор на вистина за многу ранлива категорија најчесто. Станува збор за пензионери, за луѓе кои што примаат соодветни средства од страна, кои што примаат минимални приходи и слично. И кога ќе дојдат во ситуација да треба да платат некој набилдан долг кој што 10-20 пати ја надминал основната сума на долгот, тие едноставно не знаат што да прават. Тие немаат пари за адвокати, тие немаат знаење, немаат можности и едноставно се заглавени во тој долг кој што станува долг на нивниот живот. Односно, тие
потпаѓаат под своевидно заложничко робство. Сакате да кажете дека иако е дадена можноста да се обжалат, односно да се дојде до правда, сепак обструкцијата, односно пристапот до правда е оневозможен. Па не е само обструкција, туку е неводење грижа за реалната ситуација. Да речеме имаме пензионер од 80 години, на кого му ја блокирале сметката и кој што треба да плати и за деблокирање на сметката, треба да го плати основниот долг, треба да ги плати сите трошоци и доколку смета дека навистина правдината е на негова страна, уште и да плати адвокат и да поднесе приговор и да оди на суд, а знаеме колкава е довербата на граѓаните во судовите, со неизвесен исход за тоа што ќе се случи на крај. Најчесто луѓето едноставно се откажуваат дури од можноста на приговор тогаш кога знаат дека ја имаат платено сметката, едноставно заради тоа што ги немаат ниту потребните средства, ниту потребното знаење, ниту пак потребната едноставност на процедурата која што би ја дала државата со цел заштита на нивните права. Што треба да направи системот за да се надмине оваа неправда? Според мене ова е навистина системски проблем. Прво, нашата држава треба да почне да ги носи законите, да ги димензионира законите во рамките, во контекстот на она што представува социјален бекграунд на државата. Ние можеме да копираме најдобри, најубави закони од развиените демократии, меѓутоа тие се направени и тие се спроведуваат во таков вид на социјална заштита на граѓаните, кој што обезбедува всушност да не дојде до ситуација да биде загрозена екзистенцијата на луѓето. Значи, ние треба да ги димензионираме законите на начин кој што прво ќе ги заштити најранливите категории, потоа ќе постави граници на она што представува богатење на сметка на граѓаните од различни структури како нотари, извршители, адвокати и слично. Второ, во самите закони да бидат дадени едноставни процедури, да се даде институционална поддршка на овие граѓани да можат едноставно да ги заштитат своите права и според мене дел од она што представувало приватизирање на извршувањето полека повторно да потпадне под многу поголема контрола на државата и на судовите.